Се вика Дамјан Неделковски и има 5 години. И кој е ова знаме? Шпанија, Кој е ова знаме? Кипар, Ова? Америка, Ова? Јапонија, Ова? Исланд, Ова? Камерун, Ова? Бразил, Браво. Ова кој знаме? Јужноафриканска република, Ова знаме кој е? Австралија, Ова знаме кој е? Аргентина, Марадона, Марадона. Меси, Ова знаме кој е? Шведска, Ибрахимовиќ. Ова? Германија. Браво. Сега одиш во градинка? Па да, Како ти е во градинка? убаво. Најдобар другар кој ти е? Марко. Да го поздравиме, Марко? Да. Поздрави го. Таткото Милан е супер учител. Се започна, мислам дека со топка со знамиња, тука ни почна интересот кон државите, кон знамињата, така што полека едно по друго, значи ајде прво знамињата, после почнавме со главните градови и мислам дека добро ни оди. Па одиме со главните градови. Ајде, на Македонија главен град кој е? Скопје, На Србија главен град? Белград, На Бугарија? Софија, На Албанија? Тирана, На Грција? Атина, На Кипар? Никозија, На Малта? Валета, Добро. На Шпанија? Мадрид, На Португалија? Лисабон, Ајде сега северно малце на Шведска? Стокхолм, На Норвешка? Осло, На Данска? Копенхаген, Добро. После идеме на Англија? на Англија, Лондон, На Литванија? Вилнус, На Латвија? Рига, Браво. На Русија? Москва, Браво. На Украина? Киев, На Белорусија? Минск, Минск. Браво. Ајде сега одиме на Казахстан главен град? Астана, На Киргизстан главен град? Бишкек, Браво. На Кина главен град? на Кина Пекинг, Браво. На Индија главен град? Нью Делхи, Браво. На Обединените арапски емирати главен град? Абу Даби, Абу Даби. Ни остана некоја азијска земја? На Јапонија? Токио, На Египет кој е главен град? Каиро, На Либија кој е главен град? Триполи, Ајде пак да се вратиме малку на азијските. На Иран кој е главен град? Техеран, А на Ирак? Багдад. Ајде да прошетаме до Америка. На Америка главен град? На Америка, Вашингтон Диси. На Канада? На Канада, Отава. Браво. На Колумбија кој е главен град? Богота, Браво. А на Куба кој е главен град? Хавана, Браво. На Мексико кој е главен град? Мексико. Браво. Аргентина? Буенос Ајрес, На Бразил? Бразилија. Браво. Зошто го правите? Целата, да. Целата, на пример, дома сега и јас и сопругата, обично мобилни телефони ни се скриени дома со децата, имаме и помало братче од Дамјан, за да не цело време бидат на цртани филмови, на игри, значи игри воопшто не играме игри на телефони и такви работи, немаме ни интерес, фала Богу. Телефоните ете ги користиме за да откриеме нешто ново, да изгугламе главен град, да изгугламе на кој јазик зборат, колку жители има и слично околу државите. На 5 години Дамјан ја знае азбуката од А до Ш. А, Б, В, Г, Д, Ј, Е, Ж, З, Д, Ј, К, Л, М, Н, Њ, О, П, Р, С, Д, Г, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш. И англиската не му е проблем. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Морам да кажам дека тоа потекнува од него, затоа што, да, мислам, воопшто нити форсираме во ниту еден момент, меѓутоа чисто кога има интерес за нешто, ние му излегуваме во пресед да му ги дајме податоците што ги бара. Таа негова радозналост да ја нахраниме со информациите што ги бара. Му била интересна грчката азбука, па си ја научил. Алфа, бета, гама, делта, епсилон, зета, ета, тета, јота, капа, ламбета, миникси, омикрон, пиер, сигма, тау. Децата ги копираат родителите, па ако не гледаат дека ние по цел ден сме со телефоните во раце,
по социјални мрежи и останато, мислам дека и они ќе ги бараат цело време телефоните. Така е. Треба разговор, учење, размислување. Дамјанчо е тата мата и за математика. 10 плюс 10, 20. 20 плюс 20, 40. 40 плюс 40, 80. 80 плюс 80. 160. Мислам дека со ова, како да го кажам се, учење, интерес, значи не се ускратува детството, бар според нас, не се ускратува детската игра, бидејќи навистина има доволно време и за детска игра и да се поднаучи нешто, особено да се најголемата цел можеби во целата оваа приказна е да се створи некоја желба за учење, желба за нешто ново. На 5 години знае и да чита, дури и поезија. Купо месо ти, купо месо јас, џабе џагор, околу сето тоа. Дамјан е малце дете кое навистина ги обожава книгите. Значи цело време дома бара книги, зема книга, се крие со книгата да ја чита и што не му е јасно да праша. Го видовте и чувте. Дамјан Неделковски, еден од ретките интелектуалци на 5 години. Само напред. Еден ден член на МАНУ. Thank you.